Следниот понеделник ќе биде објавена пресудата за судскиот предмет за пожарот во модуларната болница во Тетово во кој загинаа 14 лица, откако денес заврши главната расправа. Во завршните зборови јавниот обвинител предложи обвинетите да бидат прогласени за виновни, откако рече дека по сите вербални и материјални докази во дејствијата на обвинетите се содржани елементи на кривичните дела што им се ставаат на товар, односно поранешните директори Флорин Бесим и Артан Етеми не поставиле противпожарни апарати. Докторот Бобан Вуџевски дозволил влегување на надворешни лица во објектот, за што се обвинува и правното лице Клиничка болница. Адвокатите на семејствата на починатите, но и на оштетените во пожарот се приклучија кон барањето кривичен прогон и побараа одштета. Одбраната на обвинетите пак побара ослободителни пресуди за сите обвинети, затоа што, како што рекоа, писмените докази укажуваат на тоа дека не се виновни, како и вербалните според кои во објектот имало ПП апарати и дека установата имала истакнато наредби и правилници околу постапување кон прописите за време на пандемија. Обвинетите се согласија со завршните зборови на адвокатите. Поранешните директори се обвинуваат за кривично дело, тешки дела против општата сигурност, докторот за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кое обвинето и правното лице заедно со предизвикување општа опасност. Инаку пред судењето повторно се одржа мирен граѓански протест за поддршка на доктор Бобан. Уште еднаш сакам да го повикам јавниот обвинител кој го застапува овој случај да се откаже од ова обвинение, бидејќи во суштина тоа не постои. А судијата да размисли добро, ако јавниот обвинител не го повлече обвинението, да добро размисли каква одлука ќе донесе, бидејќи евидентно дека факти не можат да постојат, значи е невозможно. Тоа треба да го направат за вистинскиот виновник, а овој е сосема неисправно обвинет и нека веќе се стави крај на ова. Ние пациентите сме многу благодарни на докторот затоа што си ја вршил својата работа најодговорно.